Сите супермаркети кои вршат напад на граѓанскиот животен стандард ќе бидат подложни на ригорозни контроли, изјави денес премиерот Христијан Мицковски, потврдувајќи дека на оваа тема утринава е разговарано со сите надлежни институции. И денеска истите тие ќе подлежат на ригорозна контрола и деновиве кои што следат, бидејќи според информациите со кои што располагаме, имаме прилика околу 20.000 комитенти по ланец супермаркети, ќе треба да длабоко се навлезе во тоа да видиме дали постојат вакви индици, но истовремено и други трговски, би рекол, објекти ќе бидат подложни на ваков тип на контроли, бидејќи стандардот на граѓаните е наш приоритет и ние ќе сториме секако влада да го заштитиме стандардот на граѓаните. Што со финансиските друштва кои овозможуваат брзи кредити по енормни камати, а граѓаните се чувствуваат ограбени? Но ако јавноста нормално се чувствува загрозена, дека тука има нефер трговски практики, дека тука има, би рекол, непазарно однесување на поединци кои што ја вршат и обуват оваа дејност, се разбира дека институциите на државата ќе превземат активност. Оваа реакција на Мицковски доаѓа откако вчера новинари потенцираа два познати ланци на супермаркети, кои во споредба со останатите имаат многу повисоки цени. Еве ја профитната маржа на некои од супермаркетите во државата. Најголема заработка има Рамстор, чија висина достигнува речиси 40%. Тинекс маркетите се на втората позиција со близу 30% бруто профитна маржа. Веро има бруто профитна маржа од 27,6%. Следуваат Рептил маркетите со речиси 25% заработка. Без малку 23% бруто профитна маржа имаат жито маркетите. Податоците велат дека бруто профитната маржа на КАМ е близу 14%, а пак на Стокомак и на Кипер се движат нешто над 13%. Освен во Македонија, бојкотот на маркетите во петок на 31 јануари е закажан и во Црна Гора, Србија и Словенија. Дали во ваквите граѓански иницијативи трговците ќе играат многу пофер, останува да видиме.